Добро утро, почитувани гледачи. Вие следите уште едно петочно издание на Утрински печат, а во него, како и секој ден, ќе ви понудиме интересни содржини, од кои што можете нешто да дознаете, нешто да научите, нешто да ви послужи во иднина како корисни искуства што може да ги примените или да практицирате политика или економија. Се разбира, почнуваме со оној преглед на светот со Дејан Андоновиќ. Веднаш потоа наша гостинка е Никица Мојсовска Блажевски, извршен директор на Македонија 25. Тоа е една невладина организација, фондација, организирана, ми се чини, од диаспората, за што сакам малце повеќе да говориме, што таа представува, какви се врските на нашите иселеници со земјата и обратно. Потоа е наш гостин, се разбира, редовен е Женета Скерлев. Мислам дека е веќе во Лондон, ќе слушнеме некои детали што таа обично како изненадување ни ги приредува, да дознаеме што се случува во Велика Британија и во светот на бизнисот, на политиката. Жан Станоевски е еден лингвист, обучувач на лидери, така да речеме лидери, германист. Да видиме какви лидери тој досега запознал, обучува и дали навистина има потенцијал кај младите да станат лидери, дали тие може да се вклучат во бизнисот, во политиката, дали тоа значи лидер. И за крај колегата Зоран Иванов, кој што ќе го закружиме овој процес што со Дејан ќе го почнеме однадвор, да видиме како тоа се рефлектира во внатрешната политика во земјата, што е најново, како ќе излеземе од овие политички состојби, има ли излез или нема. Ете, тоа е отприлика содржината на денешното издание и гледам дека е нестрплив Дејан Андоновиќ, да видиме, Дејане, како овој регионален спор за кој што секој ден говориш за Србија, Косово, стана наша за домашна тема, бидејќи доаѓаат во Охрид да преговараат. Па добро, тој спор нас ни влијаеше, бевме у земничка држава, да те подсетам, не знам дали се сеќаш, ти беше помлад тогаш, али веројатно знаеш по разговорите, се шегувам. Јас и ти за жал како новинари бевме вклучени уште од почетокот на сите овие работи што се случуваат. Во Охрид се очекува меѓународната заедница, дури и македонската јавност гледам, велике се решава денот Д за Косово, односно оној европски предлог кој треба да го прифатат Вучич и Курти и официјално ќе биде прифатен во Охрид и ќе биде Охрид повторно, нели, по втор пат за еден мировен преговор, но не е така, особено српскиот председател Вучич синоќ ќе изјави дека никаков судбоносен ден нема да биде во Охрид, тие ќе се сретнат, ќе разговарат, но и натаму имаат големи несогласувања помеѓу албанската и српската страна, особено поради заедницата на српски општини. Имено Вучич смета и очекува дека Курти ќе пробува со сите можни средства да маневрира и да го избегнува прифаќањето на формирањето на заедницата на српски општини сега. А условот е сега да биде формирана. Претходно во Белград беше Мирослав Лајчак, представникот на Европската унија, да го подготви Вучич, веројатно, потоа отиде во Приштина. Вчера беше и Ескобар, американскиот представник, кој денеска оди во Приштина. Лајчак излезе со една изјава дека Вучич прифатил, дека Вучич го прифаќа предлогот и дека во Охрид можеби ќе го потпише, а ќе чека заедница на српски општини. Подоцна ја демантираше таа изјава, веројатно за да му направи мали турбуленции на Вучич внатре во политиката, во српската политика, бидејќи опозицијата и оној дел кој е проруски ориентиран, ми се чини, одвај чека Вучич да направи некаква грешка за да се дигнат на протести, бидејќи знаеме која е политиката на Белград, а новата политика на Белград е свртена кон Западот, и врти грб на Русија и веројатно за тоа многумина во Србија не го гледаат со благонаклоност. Значи, да скратам, во сабота ќе има средба кај нас во Охрид. Борел е тука, да. Борел е тука, да не го заборавам, иако Лајчак и Ескобар во мојот дел се поважни, во овој дел ја што го следам. Според најавите на Вучич, Курти е многу пооптимист, се разбира, но Вучич е песимист и веле дека состанокот во Охрид ќе помине како што ќе помине, а дека Србија ја чекаат многу тешки
со станоци преговори и обиди за да се издействува чекаат заедница. како Вучич, бидејќи сепак општата атмосфера е дека ако не во Охрид, дека договор наскоро мора или треба да се потпише. Како тоа ќе го решат Курти дома и Вучич? Вучич велиш дека ќе има отпори, но тој најави некаков фронт. Што значи тоа дека Тој фронт му е за внатрешна употреба, Но многу е важно како за тоа внатрешна употреба и на Курти ќе му треба некако Вучич сега ајде ја карикирам и шпекулирам, но веројатно тој фронт што ќе го формира внатре е за да го заштити од нападите политички кои се случуваат натре. Имено во Србија нема некоја силна опозиција, но има десничарска една опозиција која го напаѓа по шавовите на десницата, да подсетиме СНС е сепак десничарска партија. Од друга страна имате една друга опозиција која до вчера го обвинуваше Вучич дека не иде во НАТО и ЕУ и дека сака Србија да изолира, а сега од кога одлучи да ја спроведува таа политика го обвинуваат дека и врти грб на братска Русија. Така да тоа се политики за внатрешна употреба. Тие мора да потпишат и тоа е вистина и они очигледно не мора, но притисокот е голем. Меѓународната заедница од 13 од кога одлучи дека они мора да се договорат. Но да видиме како ќе се договорат, бидејќи ја повторно ќе кажам, Вучич неколку пати рече дека никад нема да потпише додека е председател Косовска независност, а тој ќе биде уште 4 години председател според мандатот. А не би ја дал он така самоуверено изјавата доколку нема некаков план како се да го изигра. Бара за формирање на заедница на српски општини и веројатно со формирањето на заедницата на српски општини ќе успее да ја задоволи јавноста во Србија и да има алиби дека сепак нешто е постигнато. Од друга страна, Србија нема да ја попречува Косово во меѓународните институции, но еве Косово е одбиено во неколку нејзини. Тој нивни проблем. Важно, он не сме да го попречува. Како што со Грција не се договара. Вашингтон има интересна улога. Бидејќи е малку поблагонаклонет кон Белград. Дали поради тоа што сакаат по секоја цена да ги преобратат, да политиката во Белград дефинитивно да се сврти кон Западот, значи борбата веројатно на Западот е поважно Србија некако да ја привлече себе. Балканов да го заокружи, да го стави под оваа демократска капа. И некако ги гледам пораките и сигналите од Вашингтон. Не сум навикнат, искрено морам ти кажам као новинар, да гледам како ја укоруваат Приштина, на Белград му прогледуваат низ прсти. Велам како реторика. До сегашна историја на односи. Па знаеме како било секогаш. 99 навам. Вашингтон стои цврсто зад определбата заедница на српски општини до јуни годинава. Иако не знаат каква организација тоа ќе биде. Самоуправа, но знаат. Локална самоуправа, дека се плашат дали тоа ќе биде од кој тип. Сега интересна една работа што малкумина ја знаат, може и ти не знаеш, а тоа е дека ќе потсетам историски дека Ескобар, овој олеснувачот или пратеникот, го постави токму Додик во Република Српска по падот на Радован Караджич и он му беше гарантот на Милорад Додик дека ќе биде прозападен политичар и така. Тоа па гледаме што се случува сега. Сега истиот и нели има Република Српска. Сега тој истиот Ескобар ја поддржува формирањето на заедницата на српски општини, што е мала, да кажеме, случајност, но некако може да се влече паралела. А може Курти го знае тоа, па се плаши. Па добро, Курти знае нешто друго, да не забораваме Курти, па чив човек и каков е, и тој е марксиста, Ленин, он е поблизок до русите него Вучич у моментот, реално. Тој доста се противеше на влијанието на ЕУ, Лекс, во... Значи, неколку пати е абсент заради протести. Курти е наследникот на Адем Демачи, а ти се сеќаваш кој беше Адем Демачи, тоа се марксистичко-ленинистички. Но не попушта лесно ни Курти. Курти се покажа доста цврст и доста радикален. Да, јас лично после оние комаданти на УЧК кои очекував да бидат милитантни и радикални. Еден аспект на гледање за нивната албанска позиција. Оние Харадина и Тачи, тоа беа луѓе кои беа во војна.
тие не беа толку радикални како и се сеќавам дека мојата анализа реков добро е што доаѓа Курти, он ќе биде првиот политичар на Косово кој немал униформа, кој значи не е милитантен, нели е политичар, се покажа многу порадикален од овие негови претходници. Ја го гледам Рамош Харадинај, поранешниот премиер на Косово, ја критикува политиката на Курти што е толку цврста кон некои точки како што е формирањето на заедницата на српски општини. Но ми се чини дека заедницата ќе мора да се формира, само е прашање на време. За оттаму ми се чини изјавата на Вучич кој вели дека никаков судбоносен ден нема да има во Охрид задутра или утре како му доаѓа, но во наредниот период ќе мора нешто да се направи. Да, една авионска карта малце од да полетаме на други места. На Блискиот исток или да, таму се случува опасно геостратешко поместување и покрај тоа што едниот од најголемите ми се чини геостратешки политичар и аналитичар Хери Кисинџер, човекот кој иако има 90 кусур години очигледно му работи мозокот, вели дека тоа не е никаква промена, но едно е факт. Имаме историско помирување на двата најлути ривали и по религиска и по политичка и по блоковска одделеност во историјата, тоа е Саудиска Арабија, носителот на исламскиот сунитизам и вахабизам, значи еден дел на муслиманската религија, наспроти Иран, шиитскиот, седиштето на шиитскиот ислам, првин тие по исламска линија се во конфликт, потоа и по блоковска, бидејќи Иран секогаш беше со Советскиот сојуз и Русија, а Саудиска Арабија знаеме и економски дури, да кажете, има. Саудиска Арабија е упориштето први на англичаните, а потоа на американската политика поради нафтата. Тие во посредство на Кина, многу интересно, доаѓаат до помирување. Тие се две држави кои немаат дипломатски односи, кои немаат ништо. Сега имаат состанок, се договорија, имаат односи некакви, што се смета за голема геостратешки успех на кинезите, а можеби и на русите на Блискиот исток. Ако земеме во предвид дека Башар ал-Асад, председателот на Сирија, ќе каже некој па што Сирија не е нешто важна, беше во Москва вчера, му даде поддршка на Путин и побара од Путин нови воени бази во Сирија. Ќе потсетам, во Сирија има две руски воени бази, веројатно ќе има уште. Тоа е доказ дека можеби Западот и Соединетите Американски држави како да го губат тлото на упориштата на Блискиот исток, што па може да го изремети Израел и сега не зборуваме се понатаму. Би се чини дека ова е голем еден дипломатски успех на Кина, а може би и Русија, тоа не знам, но кинезите се посредниците и тоа се случува све во време додека има украинска војна, каде што секој сојузник се брои на прсти, и она што се случува во Пацификот, каде што изминативе денови гледаме формирање на нова флота на Пацифичкиот НАТО, нели ако е НАТО атлански, ова е Пацифички аукус се вика, таму се Австралија, Соединетите Американски држави и Велика Британија, заедно се Јапонија и Јужна Кореја, тие формираат таму една голема морнаричка борбена група која треба да одговори на експанзијата на кинезите. Поради Тајван, но и поради оние вештачки острови кои Кина ги прави во меѓународните води и ги присвојува за себе, бидејќи има големи наоѓалишта на нафта и газ. И сега тоа така изгледа светот. И во тие услови ние го имаме Си Џинпинг кој ќе дојде на 22 април во посета на Русија кај Путин. Значи можеме на прсти да изброиме. Ќе оди во посета на Москва. Мислите дека ќе дојде? Оди кај Путин. Оди, велам оди баш кај Путин. Не иде Путин или не се среќаваат на Zoom и на Skype туку. Што се толкува како кинеска некоја политика, наменување бидејќи сојузништвото помеѓу Пекинг и Москва полека почнува да го добива да не се крие, што е па многу загрижувачки за Западот. А Западот е Америка, така? Америка таму па други проблеми има. Западот не е само Америка. Не беше шлагор за да кажем за банкарските кризи во САД, дека таму. Да, ме потсека на 2008 кога
2008 добивме на светска економска криза која беше увертира за после другите работи. Сега има да не е пак така, но чим почнуваат банките Јас морам да признам дека не сум стручен да видам што се случило. Не сум стручен што се случило, знам дека има колапс на една голема банка во Силиконската долина, гледам дека и во Швајцарија имало уште една, се предупредува дека е можно да дојде до повторно како она што со Лемон како се викаше Лемон Брадерс банката. Лемон, да, веќе. Затоа велам не сум стручен, не знам, но тогаш испадна економската криза, сега се случува исто. Сега ќе направам една паралела, имаше светска економска криза и Втората светска војна, па тогашниот американски претседател Рузвелт го направи едној биг дил, влезе во војна, ќе зголеми производството на војната индустрија и излезе од кризата. Така некако не учеа историчарите. Па сега дека тоа излезе од повторно. Па јас почнам да стравувам дека друг излез каков. Тоа е излезот. Веројатно е тоа. Нема дека економските но многу коинциденција има. И сега кога ги споиш пазарната економија, слободниот пазар предизвикува овакви турбуленции. Се надевам дека нема да доживееме да се прошири наомо, дека ќе биде тоа. Нема тоа да се прошири. Јас неколку пати сум рекол во студиово, не се плашиме од светска војна. Ние сме во глобална војна. Светска војна има војна на многу точки, но има и делови во светот каде што и појма немале дека има Втора светска војна и Прва светска војна. Ова е глобална војна. Сите точки во светот се засегнати од војната. Значи, нема нафта, нема газ, лебот поскапел, загаден е воздухот. Значи, нема точка на светот каде што нема последица од украинската војна, а тоа се вика глобална војна. Добре, нас поевтинувате и Слободен печат пишува дека владата презема мерки за поевтинување на производите. Благодарам Дејан Андоновиќ, незапознат од тоа што се случува во светот. Мала пауза, да на негово место да седне нашата гостинка, која што веќе е во студиото. Благодарам Дејан уште. Благодарам.